Добре дојдовте на краткиот преглед на досегашните наоди добиени од анализата при двегодишниот проект под наслов Нови предизвици во надминувањето на демократското назадување во Северна Македонија, заробената држава и либералната демократија во ревидиран контекст, поддржан од National Endowment for Democracy. Институтот за општествени и хуманистички науки веќе неколку години работи на серија проекти кои што се поврзани со анализа на заробената држава. Од оваа состојба, особено во контекст на Западен Балкан, се подразбира кога законодавството и политиките се наведомо согласени со тие на Европската Унија, но во суштина тие се пререгулирани на начин што ја даваат преголема и асиметрична моќ на извршната власт на сметка на законодавната и судската. Морам да ги споменам претходните проекти кои што се поддржани од National Endowment for Democracy, тоа се демаскирање на заробената држава во Македонија и либералната демократија легална од 2016 година, дискусии за реформските приоритети во овозможувањето на одзаробување на државните институции во 2017 година, соработка помеѓу политичките партии и граѓанските организации, намалување на симетричната моќ на извршната власт во 2018 година, кон деполаризација на јавниот дискурс, диалог меѓу спротивставените политички столбови како предуслов за надминување на популистичкиот модел на управување во 2019 година. Во рамки на овие проекти изработени се бројни документи и кампањи кои што ги обработуваат темите. Сите овие теми, односно проекти, меѓусебно се надополнуваат, а институтот паралелно работеше на нив, произведувајќи мноштво документи за јавни политики, организирајќи настани со домашни, но и меѓународни експерти во форма на работилници, конференции, дебати, ги застапуваше своите препораки пред релевантните чинители, а воедно па и работеше на визуализација на податоците, со што тие би станале подостапни, поразбирливи за пошироката јавност. Како последна тема која што е во фокусот на институтот е одзаробување на административниот апарат. По тоа се подразбира прекинување на сите практики со кои администрацијата заедно со прекомерната регулација не може да им овозможи на граѓаните одговорна и центрирана администрација. Како на пример, прекомерната бирократија во земјата често пати создава апсурдни ситуации во кои граѓаните се соочуваат со банални и често бизарни ситуации кои траат долготрајно, а се однесуваат на обични административни процедури. Затоа целта на проектот е да се промовира дигитализацијата како клучен механизам во борбата против корупцијата и создавање на транспарентна и отчетна администрација која што исклучиво насочена кон граѓаните. Досега во овој проект кој се спроведува од 2020 до 2022 година се работи на сеопфатна анализа на политиките на владата кон целосната административна дигитализација, со што би се дошло до наводи препораки кои што ќе го забрза и направат поефикасен самиот процес. Целта е да се направи анализа на политики, како што кажав, од кои што ќе произлезат препораки, што ќе им помогнат не само на законодавците и на креаторите на политики, туку и на експертската јавност, на граѓанското општество и на медиумите. Поедно се анализира и спроведувањето на законите за дигитална администрација, кои што се донесени во 2019 година. При тоа се пазеше да се анализира и судират на тие закони со содржината на специфичните закони со кои се регулираат прашања што се однесуваат на лични документи и нивно усогласување со принципите на децентрализација, како и зајакнување на единиците на локалната самоуправа. Освен оваа квалитативна анализа што ја споменав, имаме и квантитативна анализа, по нина се планира и анкета на национален примерок. Воедно се добивани повратни информации од самите граѓани за начините на управување што тие самите ги перцепираат во нивниот секојдневен живот. Со комбинацијата на овие пристапи, анализата ќе прикаже точната перцепција на граѓаните за нивото на демократија, а властите ќе добијат пак корисни информации кои што ќе помогнат во процесот на европеизација на администрацијата.
затоа целта ни беше на овој настан да ги споделиме наводите со релевантната јавност и при тоа да можеме да придонесеме кон вмрежување со експерти за зачувување и напредување на основните права, како и за поврзани заеднички активности за застапување и подигнување на свест. Сега ќе ја замолам колешката Искра Геразова Мујчин да се надоврзе кон темата. Фала, Калина. Како што кажа колешката Калина, долгогодишните истражувања поддржани од страна на НЕТ се основата од каде понатаму се надоврзуваат и други истражувања од истата област. Институтот работи на други проекти кои се однесуваат на дигитализацијата, зајакнување и изголемување на ефикасноста на јавната администрација. Јас исто така учествував и бев дел на некои од тие истражувања од областа на ефикасноста на јавната администрација, на кој што работевме. Основната цел ни е да придонесеме кон надминувањето на авторитарната политичка култура, културата на надменост на административниот работник над граѓанинот, што произлегува од некои позадини, тоест некои веќе воспоставени начини на функционирање на системот. Сметаме дека со интеграцијата на европските вредности, кои што се запишани во Европската повелба на темелните човекови права, во неа стои принципот на достоинство на граѓанинот, со воведувањето на истите и во нашата администрација, тие вредности сакаме да ги вметнеме и воспоставиме и во македонскиот административен систем. Институтот работи на серија на истражувања, како што веќе кажав, и предлози во склоп на тие истражувања имаме и предлози за политики, како и имаме студии со дадени конкретни препораки кои се во функција на зајакнувањето на јавната администрација и застапувањето на европските принципи. Сакам да напоменам за некои од тие истражувања кои што исто така се спроведени од нашиот институт. Во склоп на таа тематика работиме и на проекти поддржани, како што кажав, и од други. Еден од нив е поддржани од програмата Цивика на швајцарската амбасада. Тоа е општествена нормализација и јакнење на политичкиот диалог и деполаризација на јавниот дискурс. Во склоп на истото се изведува градење на алијанси, каде на централно ниво градење на една централна алијанса беше Алијанса за европска администрација, кое што ќе ги застапува тие реформи во нашата администрација и истата оваа алијанса беше поддржана од представници на политичките партии, на парламентарните политички партии, како и на локално ниво. Исто така, понатаму од повеќе организации и граѓани. Понатаму исто така друг проект на кој што имаме работено, тоа е на патот кон Европската Унија, ефективна и транспарентна администрација во служба на граѓанинот. Таму исто така збориме за заробувањето на обичниот граѓанин од страна на
државата, поточно од извршната и судската власт, и тоа представува, таму е опишано заробеништвото на системот кој одбива да биде одговорен, транспарентен и одговорен пред своите граѓани. Тоа е систем кој го става граѓанинот надвор од него, како страно тело, надворешно тело, и таму го отворивме прашањето за авторитарниот стил на управување и вметнување на приватните интереси во системот, како што е наметнувањето на задолжителната и пред се прекумерна употреба на приватните нотари. И сето тоа се рефлектира во принципите на административните процедури кои се доминантни со законодавството. Преку сите овие истражувања битно ни е да ги имплементираме европските принципи, да ги застапуваме истите кон македонската администрација, и сметаме дека со дигитализацијата може да се доближи нашата администрација и да добие еден препознатлив европски квалитет и да се воведат европските вредности во истата. Искра. Сега јас малку ќе дадам опис на конкретните активности кои ги спроведе Институтот во текот на овој проект. Покрај писмените анализи, Институтот спроведе неколку затворени онлайн работилници со домашни меѓународни експерти, представници на граѓанското општество, представници од власта, представници од разни политички партии, како и експерти во областа на дигитализацијата. Како една од најуспешните активности би издвоила веб кампањата наречена Твоја приказна. Таа се лансираше минатата година и успеа да привлече над 100 приказни, а при тоа да донесе и многу кликови. Именно оваа кампања настана како одговор на многобројните поплаки, па некогаш бизарни лични приказни на граѓаните, во нивните наведомо обични административни процедури. Би рекла, жалната страна на оваа кампања се деградирачките многу пати потресни приказни на граѓаните, поврзани со нетранспарентноста и неефикасноста на администрацијата, што ще посликовито објаснува потребата за нејзино подобрување и дигитализирање на самите процеси. Поедно оваа кампања најмногу служи за подигнување на јавната свест на граѓаните, но и на креаторите на политики за забрзување на процесот за постигнување на ефикасна администрација во служба на граѓаните. Исто во поглед на активностите, Институтот спроведе многу интервјуа со релевантни чинители, представници од власта, и сите како да имаат еден ист заеднички став дека дигитализацијата е потребна, но потребно и време за да се постигне. Од овие интервјуа дури произлезе заклучокот дека дигитализацијата е смрт за корупцијата. Како еден од горливите проблеми кој произлегува е децентрализираното носење од одлуки на ниво на општина, од она што сега се бара и се одобрува на централно ниво. Анализата покажа дека децентрализацијата на надлежности за екнувањето на единиците на локалната самоуправа се одвива бавно. Дигитализацијата на услугите на општините зависи од самата нивна подготвеност, од расположението на централната власт, но и донациите на меѓународните организации и амбасадите во земјата. Сепак, како да недостасува посистематски приод што ќе ги опфати сите единици на локалната самоуправа. Дури личните приказни на граѓаните во кампањата Твојата приказна многу често се однесуваат на постапки кои мораат да ги завршат во општината во која што живеат. На крај сепак не е се црно и во ова време на пандемија
кои што не сакајќи не потурна во светот на дигитализацијата, земјата полека но се движи напред. Исто Министерството за локална самоуправа го има издвоено прашањето за дигитализација на локалните административни услуги како приоритет во нејзината програма за одржлив развој и децентрализација 2021-2031. Исто во однос на дигиталните услуги кои се појавија како резултат на пандемијата може да се издвојат како успешни потезите на Министерството за образование и наука, кој ги постави услугите за упис во основните училишта на платформата Услуги Gov.mk, како и на Министерството за труд и социјална политика за прием на децата во детските градинки, кој што се одвиваше преку веб страниците на градинките. Да се надоврзам на нашата последна студија, дигитализацијата како пат на вистинска администрација, ориентирана кон граѓаните, децентрализација на процесите како средства за забрзана и ефективна реформа и наодите што ги наведе Калина за администрацијата на локално ниво. Значи, во склоп на истата студија беа анализирани и законите за лични документи за граѓаните. Во однос на добиените податоци од анализата беа дадени предлози во која насока да претрпат измени истите закони со цел да се прилагодат кон веќе донесените закони за дигитализација. Само да во кратки црти да ви го објаснам процесот на реформа кон дигитализацијата на јавната администрација. Значи во 2019 година беа донесени пакет закони за дигитализација. Тоа се 3 закони: Закон за централен регистар на население, Закон за електронски документи, електронска идентификација и доверливи услуги, како и Закон за електронско управување и електронски услуги. Тие се базата на дигитализацијата и сите закони постоечки треба да се прилагодат кон истите за да се створи тој систем на дигитални процеси. Наодите од нашето истражување се првично дека законите се преоптоварени со детали и тоа представува една пререгулација на самите процеси. Тоа е базата на претходно што го спомнав, авторитативно дизајнираниот систем на администрација. Таа пререгулација доведува до преголема заштита на административниот систем, апарат, а и со тоа и самата администрација, за сметка пак на граѓанинот, а сето тоа е обратно од идејата за европска администрација и почитувањето на Европската повелба за темелните човекови права. Тука би сакала да напоменам еден пример кој што исто така е опфатен во студијата. Тој е од Законот за општа и управна постапка, кој исто така беше опфатен во анализата. Со овој пример сакам да покажам колку тоа законите не се насочени кон граѓанинот. Значи, во членот 63 од законот, само малку, во членот 63 се наведува дека некои од пропратните документи на поднесеното барање, кои што може да ги набави самиот орган по службена должност, доколку физички не се поднесени, ќе ги прибави тој. Тука се гледа двојната смисла, бидејќи доколку некој веќе документи може да ги набави самиот орган, воопшто и тој не треба да ги бара од граѓанинот.
Од друга страна пак граѓанинот исто така размислува во таа насока и истиот сигурно би ги прибавил сам тие документи за да подоцна не се усложни процедурата и за да не биде одбиен или вратен, со што ќе изгуби и повеќе време и средства. Значи, ете го тој едноставен пример кој што е вметнат и во самиот закон. Понатаму би напоменала и другите насоки што ги дадовме во однос на дигитализацијата на процесите во администрацијата, тоест на другите придобивки од самата дигитализација. Тоа е една од придобивките е зголемувањето на транспарентноста на работењето на администрацијата, со што ја става од друга страна пак корупцијата на едно повидливо ниво. Тоа значи со дигитализација на бирократските процеси се минимализира можноста за корупција, а со тоа се зајакнува исто така и институционалната отчетност и транспарентност. Во однос на препораките кои што ги дадовме во самата студија, истите се насочени во унапредувањето на работата на администрацијата и се во корист на граѓаните. Би сакала нив да ја ги прочитам. Првата е да се изменат и дополнат Законот за матична евиденција, Законот за лична карта, Законот за патни исправи на државјаните на Република Македонија и Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, за да соодветствуваат на дигиталната ера. Овие ги офативме, бидејќи сите лични документи на граѓаните се офатени во овие закони. Втората препорака е целосна имплементација на Законот за општа и управна постапка и неговиот принцип на ефикасни и економични процедури, што ги ставаат интересите на граѓаните пред оние на државните институции. Законот мора да се измени и усогласи со пакетот закони за дигитализација. Третата препорака е дека законите за да се растоварат од процедурализми и детали кои вообичаено се сместуваат во правилници, а не во закони, значи истите да се префалат и да се сместат во правилници. Четвртата препорака е да се формираат посебни стручни групи, составени од креаторите на јавни политики во администрацијата, стручни лица од областа за која станува збор и стручни лица од областа студии на јавни политики, кои ќе овозможат побрзо усогласување на процедурите по сектори. Петата препорака е доколку станува збор за вистинска дигитализација, тогаш децентрализацијата би била неминувен ефект. Зашто препорачуваме надлежните министерства, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за внатрешни работи, Министерството за правда и владата пошироко, сите да соработуваат тесно со Министерството за локална самоуправа за создавање на вистински предуслови за суштинска соработка и која води во вистинска имплементација. На крај, после овие препораки кои што ги имаме дадено во самата студија, би сакала да кажам дека истата може да ја најдете, ја преземете и разгледате, исто како и другите студии од областа, на нашата веб страница, каде што може да видите повеќе информации за нас. Би сакала да ви се заблагодарам на вниманието и довидување од мене.